Здраво, здраво, другарчиња. Одиме со следниот час. Наставничката Анита ни е овде и имаме час за осмо оделение, предмет општество и граѓанско образование. Граѓанско образование. Добар ден и од мене, здраво на сите. Здраво, наставничке. Како сте? Одлични и спремни да учиме нешто ново по граѓанско Спремни, образование. така е. Да. После математика добро доаѓа граѓанско за да се направи некој премин, нели? Да. Баланс. Новиот ученик сега ќе се вклопи? Да. Се вклопи више, што математика научи. Знам јас математика. Да повториш. Ајде Повелете. видиме сега граѓанско дали знаеш. За математика видовме дека знаеш. Поздрав до сите ученици. Преминуваме на тема 5. Се надевам дека минатата недела си ги завршивте обврските кои што ги добивте и дека сега ќе продолжиме понатаму затоа што рековме дека секоја тема во граѓанското образование се надоврзува на претходната. Власта во функција на граѓаните е дел од тема 5. Граѓанинот и државата. Знаеме што е граѓанинот, затоа што во тема 3 за тоа работевме, меѓутоа ќе видиме што очекуваме всушност од оваа тема. Се разбере што е тоа држава, како е организирана власта во нашата држава и можностите на граѓаните активно да учествуваат во управувањето со државата. Тоа е една општа цел на темата. Ние сега нема цела тема да ја разработиме, затоа што нели ни се развојни и во 8 и во 9 ќе се насочиме на нешто слично. Поимите кои што денеска треба да ги усвоиме, односно низ кои што се движиме, е општество, држава, власт, моќ, легитимна власт и политика. Сега ќе се обидеме овие поими да ги изучиме на едно основно ниво на кое што учениците од 8 оделение ќе ги разберат и ќе видите дека ќе биде интересно, значи нема да биде ништо што е многу комплицирано и многу тешко. Прво, пак математика. Имаме Венов диаграм, меѓутоа овој Венов диаграм ќе не биде во функција. Зашто го користиме обично како метода, како техника во наставата? За некои за заеднички работи од две различни нешта да ги изведеме, да ги најдеме заедничките работи. Заедничките елементи, ете така. Во суштина сега ние треба да ги најдеме заедничките елементи и разликите помеѓу поимот општество и држава. И сега, за да стигнеме до тоа, вие треба да ми помогнете, а ќе ги замолам и учениците заеднички со нас. Значи, можат ваков Венов диаграм, можат те табела да си направат се едно, меѓутоа заеднички да ги извлечеме поимите кои што ни се битни, односно да најдеме некаква дефиниција преку нивните сличности и разлики. Кој прво настанало? Дали општеството или државата во историјата? Па мислам дека прво на општеството Општеството настанало. ја прави државата, така да општеството. Општеството, така. Општествени заедници имаме уште во првобитната Уште заедница, примитивни така, заедници. нели? И што е карактеристично за сите нив? Па дека карактеристично, не знам, уредувањето, начинот на кој што функционираат и сето тоа. Зошто имале потреба луѓето да се здружуваат и да живеат заедно? Зошто секој не си заедница. живеел сам? А затоа што е потребна социјализација едни со други. Така, имаат потреба едни од други, а имале потреба и да си помагаат Така. во остварување на заедничките цели. Значи, општеството на некој начин представува заедница. Има ли правила таа заедница? Па секако дека има правила. Има правила. Не мора да значи дека се тие на некој високо ниво, односно дека се важат за сите општества, туку за едно општество или заедница важат, за други не важат. Така. Значи има правила, има некој што е водач, нели, без разлика дали станува збор за примитивно општество или современо, сепак има некој што се издвојува и ги кажува тие правила. Што е со државата? Како се појавува државата? Па како некаков државата како се појавува, како не знам, повеќе општества ја прават државата, не или државата. Што им било потребно тие правила
ако не ги почитувал некој, ако власта Треба на систем кој што ќе може систем кој што ќе функционира за да може систем кој што ќе обезбеди општеството да функционира. Така, значи им било потребно затоа што се проширувала територијата на Така. која што била одредена заедница и биле потребни институции. Институции кои што ќе ги кажуваат правилата. И тие институции требало да бидат озаконети, односно да има власт, да има пишани закони, кои што во денешните држави се во кој врховен закон? Уставот. Уставот, добро. Уставот. Не Ќе е го уставот. вклучиме. Уставот е. Така е. Значи има правила, што има во уставот всушност. Во уставот ги има основните наши права и обврски во функционирањето и однесувањето во една држава. Ги има надлежностите и ограничувањата на власта и правата на граѓаните. Сега, значи држава треба да има население, треба да има територија и треба да има власт. Можеме ли сега да извлечеме населението во државата кој всушност го сочинува? Населението во државата? Да. Граѓаните, заедниците, не знам. Дали сите Сите и државјаните само или и другите? Не, значи може да државјаните како секој на председателот не учеше дека секој има право на државјанство. И тоа не прави дека сме ние државјани на една држава и дека кога сме веќе државјани на една држава имаме права во таа држава. Ама и населението го сочинуваат и тие што не се државјани привремено живеат живеат во државата во која што сме. Значи имаме закони кои што ги уредуваат правилата затоа што власта треба да произлезе од граѓаните, меѓутоа таа има моќ. За да незината моќ не биде злоупотребена, затоа постојат правила, односно права кои што ги имаат граѓаните. Сега што е разликата меѓу држава и општество? Тоа државата е таа што ги одржува основните работи за да може да функционира општеството. А општеството го сочинуваат граѓаните како и луѓето што ја управуваат државата, бидејќи тие се граѓаните, така една иста работа, мислам дека се поврзани со тоа многу. што државата има ограничена територија на која управува, има институции, има власт, ама и општеството има власт која што нели е дел од оправдана од останатите кои што е прифатена. Да, нели? државата помага на општеството да функционира, ако не помага државата. И државата може да организира одбрана на територијата и така натаму, значи ги разбравме ли разликите? Ги разбрав. Да. Добро, одиме понатаму. Сега, што е политика? А кога ќе го преведеме поимот политика, се дефинира како уметност на владење. Меѓутоа, ние знаеме и во секојдневниот живот да водиме политика. Сите убедувања и спогодби кои што ги правиме со одредена целна група, например, децата со родителите. Да. Или родителите со децата. Како водат политика дома? Да се договараат за одредени работи. Напиши го ти домашното, ќе добиеш тоа и тоа, или пример јас сакам да излезам тогаш и тогаш, ама за тоа ето секогаш е со компромис. Или да речеме и ние во нашата телевичилница имаме политика на Така. Различни ставови и убедувања кои што носат одредени вредности, ама во смисла на државата, нели како уметност на владење, тоа е активност насочена кон осмислување, организирање, водење и регулирање на заедничкиот живот. Или одредена заедница на луѓето согласно нивните потреби, интереси и вредности. И врз основа на тоа сега, нели, власта води политика со граѓаните или граѓаните со власта, односно сите убедувања, преговори се нарекуваат политика. Моќ и власт. Што е моќ? И па моќ да влијаеш врз одредена група на луѓе, одредена маса, да можеш да ги манипулираш. Па не мораш само да ги манипулираш, да управуваш, да го насочуваш нивното Па да, ама добро, цел однесување. манипулирање не во негативна смисла, Не во баш негативна, смисла да, на управување, така, ама добро. некогаш знае да биде и манипулација. Така, добро. Тоа може да биде на поединци или групи и да се делува врз нивното действување. И сега, кога моќта е оправдана, односно кога е прифатена како оправдана, таа станува власт. Затоа што, нели, во семејството,
ако родителот има моќ да управува со однесувањето на детето и ако детето го прифаќа тоа, тогаш е тоа власт. И во училницата, например, наставникот има одредена моќ која што е прифатена како оправдана, тој ги кажува правилата заедно со учениците, има одредена власт. Значи, тоа е институционализирана и легитимна моќ. Сега, дали знаеме дека кога во една држава има амбасада на друга држава, територијата каде што се наоѓа амбасадата се смета дека е територија на државата што ја представува. Да. Да? Да. Па знаеме тоа што гледаме за жал несреќни немили настани како се напаѓаат нечии амбасади и знаеме дека амбасадите се сами по себе заштитена територија. Така, ние имаме представници како држава во различни држави и им помагаме на граѓаните кои што живеат таму, односно амбасадата или конзулатот може да им помагаат на граѓаните. Имавме ситуации сега кога наши граѓани беа заглавени во други држави и требаше да се обезбеди транспорт. Амбасадите им помогнаа во комуникација со Министерството за надворешни работи. Сега, оно што е многу битно, затоа што рековме дека власта има моќ. А всушност и граѓаните имаат моќ, односно имаат механизми со кои што тие може да влијат врз власта. На кој начин граѓаните може да влијат врз власта? Па со тоа што ќе одат да гласаат. Јас мислам и откако ќе гласат, да. Со гласањето тие имаат моќ. Јас сакам, значи, нашиот председател многу убаво го кажа тоа дека ние не треба никогаш да секогаш треба да ги оспоруваме авторитетите. Тоа значи дека ако не се согласуваме со постапките на одредена власт, треба да го кажеме нашето мислење и треба отворено да критикуваме. И на тој начин на кој начин можеме да критикуваме? Па можеме со протест, со изразување на мислење, јавно мислење, со писмо да пратиме до, не знам, ако е до министер или до премиер или до председател. Со уметност, исто. Имаме различни облици за да искажеме нашето мислење. Имаме иницијативи кои што можеме да ги преземеме, имаме формирање на здруженија, политички партии и групи од интерес и така натаму, значи различни можности. Оно што сакал да го покаже германскиот парламент, има стаклена купола под која има патеки за движење на посетителите. Символиката е дека всушност граѓаните имаат моќта и тие ја избираат власта, односно тие ги избираат представниците во парламентот. Еве како изгледа. Исто така, можеби не знаат за локалната власт учениците дека освен градоначалниците имаме и совет на општините и седниците на советите се јавни. Значи, секој граѓанин може да оди да посети седница на советот без да се најави да присуствува на седницата за одредена точка која што е од негов интерес. Тој не може да учествува во расправа, не може да гласа, меѓутоа може да присуствува и да ја следи седницата бидејќи тие се јавни. Исто како што се јавни седниците на парламентот, нели имаме собраниски канал на кој што граѓаните гледаат се што се случува во собранието. А во собрание можеме да одиме? Можеме да одиме, меѓутоа таму мора да се најавиме, затоа што има посебна процедура. Значи можеме, затоа има едно горе, не знам дали сте го виделе, каде што седат новинарите. Да, као балкон. И таму можат и да присуствува и граѓанин кој што ќе се најави и ќе ја следи седницата на собранието. Точно. Добро. Сега, оно што сакавме да го кажеме претходно, дека учениците и граѓаните, сега зборуваме од аспект на учениците, затоа што и тие имаат одредени права, на што го кажа и председателот, сега ќе зборуваме за тоа, тие треба да бидат активни креатори, а не пасивни наблюдувачи. Значи, може да дават барања, предлози, представки, да се здружуваат во политички партии, во непартиски облици на здружување, да прават граѓански иницијативи, односно постапки со што ќе влијат врз одлуките на власта и највисоко скалило е референдумот. Знаеме ли што е референдумот? Референдумот е механизам преку кој се испитува расположението на граѓаните по одредено прашање.
така. И тоа може да се направи, да На речеме, локално или на државно ниво, на... Собранието може да распише референдум ако изгласаат пратениците, но може и граѓаните, ако соберат 150.000 потписи, да поттикнат да се изгласа референдумот. Еве, оне што го зборувавме, што го има во Конвенцијата за права на детето, дека имаат права на активно учество, и тоа е дел од Конвенцијата, исто така и во Законот за основно образование. Ќе земеме малку од 9, па ќе си надополниме. Така, да. Добро? Зато са вас следниот час така. ни брзаме. Законот за основно образование, членот 68, предвидува, значи најновиот закон што излезе на 15 август минатата година, предвидува ученички парламент и ученик правобранител. Одлично. Да. И ова е ученичкиот парламент, не знам колку може да се види фотографијата на моето училиште. Браво, другари! Да, гледате, по скалите пишува граѓани, одговорност и така натаму, значи баш се на скалилото тие се децата кои што имаат своји права и кои што учествуваат во донесување на одлуки во училиштето. И е една пример иницијатива до директорот на училиштето во која што учениците немаат кантина и тие бараат некакво решение затоа што не им е дозволено да излегуваат надвор од училишната зграда. Решението е привремено кое што се најде, се донесе оние фрижидери со храна за да учениците бидат безбедни, да не излегуваат надвор од училишниот двор, а сепак да најдеме некакво решение. Сега бараме решение за здрава храна за учениците. Кога ќе се вратат, ќе имаме идеи како да обезбедиме, бидејќи училишниот простор не дозволува да се отвори кујна. Да, исто така има иницијатива до градоначалникот на општината, значи тие може да напишат писмо во кој што му се обратија, сака да се обележи влезот пред училиштето и да се стават заштита за да не се возат брзо автомобилите. Одлично. И таа идеја ја реализиравме. Сега имаме идеја за физкултурна сала и така ние постојано му се обраќаме на градоначалникот, а учениците до директорот. Па одлично е тоа, значи многу јас се радувам кога децата се дел од решението, а не делот од проблемот, кој што децата кога имаш проблем, без разлика кој да треба да ти го реши, направи се да се реши, земи сам, пробај да го решаваш проблемот, најди се истомисленици, луѓе, активирайте се и решавајте си ги проблемите другачиња. Треба да се создаде една училишна клима во која што ќе се овозможи такво нешто за да учениците Еве го скалилото според кое учениците ние сме стигнати, мора да се пофалиме како училиште во кое што учениците се на највисоко ниво, тие споделено донесуваат одлуки, за жал некаде служат и за манипулација, некаде и за декорација, нели, но е добро да бидат консултирани и нивните идеи да бидат воспоставени во училиштето. За дома, за осмоделенците, да напишат есеј на тема активното учество на граѓанинот го прави движечка сила во општеството. Така е. Ето така. Cool. Можете да си направите, да си измислите некој проблем и како вие би сакале да го решите проблемот што го има во општеството. Еден джингл и граѓанско општество за девета. Така е. Чика.